Здраво, здраво! Не съм некој деец да споделам поезија, но човек сум кој живото и Бога ме благословил со некои искуства, за да можем да ги споделам, па и надевам се дека ќе поможе да помогнат на некој. Денеска сончев ден, убав ден, сме на плажа, уживаме го сонцето, колку што можеме, уживаме ја слободата и благословите што Господ ни ги дава. Вчера на истата локација тука, Сабајле, бев во 8 саат да пием кафе. Во 8 саат Сабајле имаше еден рибар. Со тој рибар направиме 10 минути мовет, некој разговор интересен. Рибарот беше тука на истата локација, на истата позиција 48 сати. 48 сати, значи неpreходниот ден од преходно беше пристигнал локација, поставен, само тој е на јадица, океанот пред него и сам со себе со мислите. Под отворено небе. Денски светлина со сонце, навечер само звездите, или како тој што вика, звезди паѓаат на сите страни. Интересната приказна со него е што сето тоа го прави да се држи настрана, а истовремено да се соочи со своите демони наместо да бега од нив. Дома, вели дека кога е дома, наместо да се соочува со демоните своји и себе си да си поставя прашања неудобни и одговори да најде неудобни, што многу од нас не ги сакаме, тој седи сам со себе со сати, за да нема избор, наместо да бега од сето тоа неудобно, да се соочи со себе си и работи за себе што не ги сака и што не се добри. Види, по навика, како и што тај сам ја кажува, како што јас сум го правил, сигурно и многу вие го правите, наместо да се соочиме со неудобната вистина, ние бираме да посегнеме нешто да ни го оттргне и да ни го земе вниманието. Или како што се вика дистракција истовремено. Значи, наместо да се соочиме со тоа, ние посегнуваме по дистракции. Тие дистракции може да бидат во разни форми. Океј? Значи, може да биде алкохол, може да биде дрога, може да биде видеоигри, може да биде и самиот партнер, самата врска. Иако може би сте со нив без да сакате или не ви се допаѓат, но се добра дистракција од реалноста која е неудобна. Океј. Затоа јас често велам и сум адвокат за тоа, за мажите. Правим вет за мажи. Пошто како мажите ги разбирам, жените ги разбирам од друга страна, како жените ги разбирам од машката страна, од моја страна, али не жена како жена, пошто јас не сум жена. Мажите треба да поминуваат време сами со себе, значи многу време сами со себе. Посебно мажи кои што знаат дека во себе или си имат некои маки, некои проблеми, што секој ги има. Значи нема таков некој, јас кога некој ќе сретна и ќе си правиме обет, им кажа што те јаде, што те јаде однатре, што имаш проблеми, и вика ништо. Значи такво, и знам дека ме лажи. Значи такво нешто нема. Нема човек што нема нешто внатре што него, значи што не му создава некој немир. Тоа било се што може да биде. И да нема внатре, може од надвор. Али постојано има некој, секој има нешто што го јаде. И седењето во тишина, седењето сам со себе е едноставно соочувањето сам со себе. А оттаму, исто од самите од тие моменти, оттаму почнуваат самоподобрувањето, оттаму почнуваат со решавањето на тие проблеми. Значи, бегањето нема да успее. Се едно, кога дома не си расчистуваш, викаш, ај утре ќе расчистам. Извинете, телефонен падна. Ај утре ќе расчистам, ај други ден ќе расчистам, ај ќе оставам за утре, ај ќе оставам за други ден, кога забележите се повеќе и повеќе ѓубре се натрупува, се собира и се повеќе ѓубре се собира, се потешко ќе биде и повеќе време ќе одземе да се исчисти во крајни фази. Затоа е убаво да се почне што порано, што подобро, или да се одржува таа на чистота, на хигиена, за да не се собира многу ѓубре, за на крај да имате толку многу работа. Исто тоа е така, исто и со тие соочувања, со тие проблеми што ги носиме во себе, или неубави страни, неубави карактеристики. Е така, типо сам со себе си имал целно 48 сати и ми вика, не можам да бегам.
И да сакам не можем да бегам. Тук сум сам со океанот на отворено, јас и трските и ништо друго. И ништо друго. И стварно е така, вистина интересно, јас се подсеќам за себе си кога поминав ни тешки моменти, јас бегав постојано. Бегав постојано, се качев во кола, ќе возев по 10-11 сати во спротивен правец, за да избегам од неудобноста, фактички од вистината која во моментите беше неудобна. Бегав и во дадени моменти, интересни моменти, знам пат воза за Шкотска 11 сати, стигна во Шкотска и чекам, ако проблемите не избега, проблемите се пак со мене, значи јас кај да одам проблемите ќе ги носам со себе. Или тој товар, тој багаж ќе си го носам со себе. Значи морам да најдам начин да седам со тоа, да се соочам со тоа, да си го решам тоа во домот, во себе. Сега дека не го решиш, ќе бегаш и само ќе бегаш и на крај ништо нема да се промени. Затоа обо момци, адвокат сум, затоа мој совет е поминувате време сами со себе. Незгодно е на почетку, али знаете дека ќе помогне многу. И не е само за да се разрешат некои прашања и некои одговори се најдат на неудобни вистини, туку и зајакнува човек, значи прави посилен, потвраз, пошто ако човек може сам се справува со сето тоа, човек може да се справува и со поголеми комплекси или по-комплицирани ситуации. И не само по-комплицирани ситуации, ако вие може да се справувате со своите проблеми или со своите предизвици со себе сами, значи ќе можете да помогнете и на другите. Отколку секој пат кога ќе имате предизвик или проблем, грабате по нешто или барате помош од друг, и тој друг кога ќе има проблем си каже, чекај, тој човек бараше од мене помош, значи тој не може да се справува сам со своите проблеми, че морам јас да барам негде друг. Убаво и благослов е да дојде некој да се обрати кај вас да побара помош. Затоа треба да бидеме спремни. И за себе, пошто видите, животот си носи предизвици. Кога можеш, припреми се, пошто не знаеш што не идува. Една интересна приказна црковна е еден, значи, татко или старец, син му го прашува, што знаеш, дај ми, јате веќе возрастен сум, дај ми некој совет, дај ми некаков навигација, дирекција во животот, за кога работите ќе бидат ќе тргнат, знаеш, во не сакам правец, му вика, еве ти две кутии, чувај ги. Една црна, една бела. Едната отвори ја ако значи е многу лошо. Кога немаш некаде, немаш избор, кога е многу лошо, отвори ја. А другата отвори ја кога ти е многу убаво, најубаво во животот. И така се е случило после некои години. Синот животот тргнал на друг правец, значи имал многу проблеми и не знаел на каде се обрати веќе, отваря кутијата и во кутијата пише не се грижи многу, ќе помине ова и ова. И така живот си врви и после некои години животот му се оправил во многу добар правец, значи животот преубав, се иде како што треба, се одлично и вика ајде да отворам и другата кутија. Во другата кутија отваря, во неа пишува не се секири многу и ова ќе помине. Така да животот е како пулс, јас би рекол. Значи, замислете во пулсот на срцето, додека сме живи, иде вака. Нели? Значи, видели сме сите на екран на болница, иде вака пулсот. Кога сме мртви, кога срцето застанува, пулсот е рамен. Ништо, е на права линија. Дали сакате животот да биде да живеете во пулса, или сакате да живеете во таа направа мртва линија? Секој знае за себе, али јас бирам животот да иде вака. Поздрав голем и убав ден да се имате, надевам се дека ќе помогнува некој и ако помага, благодариме за поддршката со тоа што ги гледате, што го следате, гледате нашите видеа. Благодарам, поздрав и убав ден.